Здраво дечки, многу здраво дечки, многу нестрпливи. Значи 50. Ве молам сите што сте приклучени тука, а споделете му на учениците на кој начин најбрзо треба да се приклучите. И исклучете ги камерите да не ги исклучувам јас. Ако имате да кажете, слободно пријавете се. Значи почнавме да се приклучуваме. Линкот е испратен до сите. Значи, ве молам, исклучете ги камерите. Да видиме колку во моментов имаме присутни. 22. 92, браво, се да видам колку се поканети моментално. Не 92, 22, Одека сме во каналот. Ајде да видиме. Main channel, тука кај што треба да види поканата. Испратена е поканата до сите. Добар ден. Значи имате две камери, два состаноци. Внимавајте на долмиот дел, собирање и одземање на децимални броеви. Овој состанок е исклучен, значи нема потреба таму да се приклучувате, затоа што преđеска му кажав. Значи денеска имаме делење на децимални броеви. И Представничи домашната имаше два пати, јас сам еднаш решив. ако да злате, решавај колку сакаш пати. Можеш истата, решаваш и само колку пати ќе решиш, резултатот ќе биде просекот, значи најдобриот резултат ќе ти биде всушност. Ако решиш два пати, подобриот резултат ќе ти биде вреднуван. Добро. Ајде да видам во календарот колку имаме посетители. 25 минути, 27 сте моментално. Ајде, Джони. Исклучете ги, ве молам, тие сите. Еве го разговорот. Ајде сега да ги приклучам. Вие не гледате ништо, сега ќе ви го споделам да не гледате во празно. Ќе го споделам екранот кај што ќе ги решаваме задачите. Еве ги, овие задачите што ќе ги решаваме денес. После ќе имаме уште некои други задачи. 41 сте моментално. Поздрав до сите гости. Мејлот е испратен, секој може да се приклучи. Ве замолувам, ако имате опција, а сите што сте гости, кога ќе се логирате, да ги смените имињата во вашите имиња, за да знам после ако некој праша на кога ќе се прегледува снимката, да му ги испратам задачите. Моментално имаме 31, значи денес ќе почекаме некое време. Од нашите ученици мислам дека е прилично добро. No response. Имаме вкупно уште 6 мина кои што испратен емејлот, уствари уште вкупно и 150. Значи 223 покани испратив денес. Толку треба да бидат вкупно присутени. Еве го видите, уствари сега се 189. 34 се моментално приклучени. Значи ако знаете, ајде да ја внесиме Маја пак. Нека влезе сама. Ама нека влези сама, ама ајде има некаков проблем, не може, ќе ја внесиме. Како влезе ти, Максим? Преку календарот или преку Teams? Да. Како? Преку календар. Значи најлесно е преку календар. Се зависи, може некој на мобилен. Ако е на мобилен, не се гледа тоа. Еве Маја ќе ја додајме. Значи пораките не мора да ги користите. Ако имате, сега додека почнеме. Еве, внимавајте, напишете нешто, јас ќе го видам тоа што ќе го напишете. Ќе ми светни кај мене, само немој да пишуваме сега глупости, за да знаеме што да правиме. Дали гледате некаква слика? Сликата со задачите ги гледате? А Максим, дали гледаш сликата со задачите? Да.
Јас ништо не. Ништо не гледаш? Кој е тој никој што не гледа? Наставниче, Повели Маја? а дали може да внесите Ана Велеска? Ана Велеска. Не може преку календар Ана Велеска? Не може наставниче, јас не можам, не знам. Те не преку компјутер или си на мобилен си? Не, јас сум преку компјутер и Ана е преку компјутер. Не знам зошто да не може, значи во календарот Не мора да знам, не имаш. можеме и двете баш сега можам се Готово. Еве, додадов. Тебе и Ана Велеска мислам дека е додадено. Да, додадена е, нема. Добар ден, наставниче. Добар ден. Значи официјалната покана вие во 2 сатот. Добар ден. Се до мене е телефонот и слушам некој. Ако случајно знаете, ве молам пишете, нека ви прати порака. Во моментот додека не сме почнати во овие 4 минути. Јас ќе видам во четот горе. Значи нека напише, ник било кој од вас, нека ја напише имејл адресата на тој што не може да се логира, јас ќе го поканам веднаш. Имате таков некој да знаете, освен што се испратени пораките, пишете, јас ќе ја довидам во четот горе, пораката. И ќе можам да... Јана Спировска. Јана, мислам дека Јана беше приклучен. Која е Јана? Јана Спировска. Ајде да видам. Јана Спировска, еве Јана. Прашувам, дали гледате задачи, дали ја гледате листот со задачите? Да. Таман ќе го отворам убаво, за да може да го разгледате. Тука и стои задача, после ќе ја решаваме задачата. Ова е, а после ќе имаме да решиме уште некои други задачи, ама за тие покасно ќе правиме мојавет. Наставниче, може би сега го препишувам. Па, тоа е решението. Ако сакате, препишете ги задачите, додека чекаме. Наставниче, за сега паскаска. Паскоска? Наслово, како е? Наслова е него, не го гледаш, делење на двоцифрен број со децимален. Паскоска е додадена? Наумовска не е додадена. Паскоска е додадена веќе. Кај е с 4 сме. Дали ги гледате задачите? Во ред. Да. Во ред. Значи исто како секој час. Да. И овој час се снима. Исто да... Наставниче, Молам? да ме прашам, зошто не може да го најдам квизот? Квизот, па изгледа немаш пробарано на Facebook. Ајде да пробам јас сега да најдам линк до квизот, па да ти пратам. Остани после завршувањето на часо, па ќе се договориме. Во ред? Наставниче, на последниот квиз кој го објавивте, 14-тото прашање го немаше точниот одговор. Може дошо пише исто тука, кој ќе ги средувам после ќе ги коригирам, не ми се ни вратени одговорите. А квизот што беше со множење, не е ни толку битно. Како беше, ќе го средиме вечер. Сето тоа кој ќе ви ги враќам, и ако кој ќе ви го вратам, ако има некаква грешка, слободно пишете. 1,59, сите сте сега тука. Дали сте? Наставниче Теодора Жежовска. Жежовска додадена е, само таа не може сама да се најде. Еве сега. Еве
ја додаваме жежерска. Еј ќе ги заклучам сега сите. Значи, ако имате еден по еден, пишувајте во четот или во групите што се нашите. Ако има некој што не е додаден, јас ќе го додадам. Еве сега моментално сме 62. Значи 2 часот е, 14 часот, ќе почекаме уште 5 минути и почнуваме со часот. Кој е дојден, добре дојден. Имаме снимка и ќе може да го гледа. Наставници, Повели? дали да ги препишуваме задачите? Вака, задачите може да ги препишувате, а и не мора да ги препишувате, затоа што ќе ги имате сите да ги гледате, ама бидејќи ретко кој седнува на компјутер, сега ако имате место и можност за пишување, пишувајте. Затоа што вие сите ги имате тие задачи, Че да препишувам. па пожелно е да препишувате. Особено гостите што ни се тука, тоа важи за нив, затоа што тие немаат можност да го видат како вие што можете да ги видите. Задачите затоа што вие сте во поповолна позиција затоа што сте регистрирани. Гостите само слушат. Мола? Гостите само слушат. Не, можат и да пишуваат гостите, можат да слушаат и да гледаат. Дали гледаш, кај како гостин, дали гледаш тоа што сега што е споделено? Да. Епа, значи, се што гледаат сите, гледате и вие. Само единствена разлика е што учениците, моите ученици од Блаже Конески, сите овие задачи ги имаат во групите нивни. А за вас, во вашата група што ја гледате во 6-то одделение, ако може да се приклучите, сите задачи ќе бидат таму наместени. Се, ако може да пристапите во таа, ќе ми кажете, затоа што вие се логирате преку линкот, а не во групата. Сега ќе се обидам да го копирам линкот до тимот. Еве го. Наставниче, Молам. че почнуваме следење, ни го продолжа распусто. Распусто, па се, до петок секако ќе седиме дома. А дали ќе ни го продолжат после петок, ќе ни кажат. Татко ми вика дека до 1 мај ќе ни го продолжа. Ето не знам. Еве, вака, момент само душо, во четот наместен е линкот до тимот за 6-то одделение. Во овој тим вклучени се сите гости. Значи, се што ќе биде објавено на овој линк. Пробајте, гостите особено, да се регистрира, да кликнат тука и да ми кажат додека не сме почнати. Наставниче, Повели? дали другиве наставници ќе преку ова дали ќе разговараме со другите наставници? Можете да разговарате, Регуларно, ако не. можат сите да го користат наставници од нашето училиште ова, но се зависи од наставникот, дали може да го користи тоа или не може. Мислам, може да го користи доколку сака и доколку има можност за тоа да го направи. Молам. Добро. Ние имаме група со германски јазик и дава страница од Блаже Конески, тука решаваме. Ако бе знаме, Златен, ти, значи, како што ќе ви рече наставникот така? Значи, јас не смеам, не можам ни да зборувам за другите, јас зборувам само за мене. Наставниче, Повели? а каде да го најдеме линкот? Линкот дали не ви се појави? Јас го споделив, линкот во чет го пуштив. Значи, сите што сте приклучени, одете лево, тоа би било лево во чет. Еве сега ќе го напишам пак линкот. Лево во чет, ако имате Teams апликација, ќе појдете во групата за 600, еве ќе го наместам во сите можни канали кај што го има линкот. Па вајда некој ќе го сподели. Ели? Ќе внимавајте, ајде сега. Ќе видиме колку се приклучени, ја ќе ги заклучам сите. 67 сне. Ќе почекајме уште
некоја минута, кој што сака ќе дојде и ќе почнеме со лекцијата за побрзо да завршиме. Наставниче, Повели? на квизот множење на децимален број со двоцифрен број кој е содержателно 10, имаше едно да го напишеме нашето име училиште. Ако тоа беше за другите ученици. Затоа беше за нив така напишано. Ти не мораш да го пишуваш. Сега тебе знам кога си го пополнувал квизот. Тоа не мораш да го одговараш ти. Тоа важи за другите ученици од другите оделенија, од другите училишта. Добро. Значи вака сега 14 часот и 5 минути. Значи сега некој друг ни го сподели, некој друг побара контрола, нема потреба. Сега се вративме назад, значи може да побарате контрола, затоа што ова е линко и го следат овој наш час и други наставници. Значи вие како ученици, како гости, може да побарате контрола за работата, доколку имате можност да пишувате. Значи, доколку имате дигитално пенкало или било каков друг уред на кој што може да пишувате, може да побарате контрола и јас можам да ви дозволам вие да бидите тие што ќе водите сесијата. Но бидејќи јас не користам PowerPoint презентација, во која што ќе има слайдови па што ќе ги објасните, значи вие единствен начин е ако можете да пишувате. Ама можете и да прашате во секој момент. Еве, например, ќе изберам, само не знам кој би сакал. Вака, дечки, сега е 14 часот и 6 минути. Чекаме уште 2 минути, 69 се во моментот и почнуваме. Душко да не сака да каже нешто. Имаме 70 моментално присутни. Значи имаме вкупно 201 поканет со се присутните. Повели? Да. Шо да? Ало? Дали има некој да каже нешто пред да почнеме? Не, вака сега, дечки. Значи, сега ви заклучувам сите. Сите сте на мјут. Бевте, ви благодарам за сето тоа. Сега официјално ќе почнеме со часот. Доколку некој сака да биде приклучен во моментот и ако тоа може, слободно пишете во групата и почнуваме со работа. Сега ќе го споделиме екранот со задачите. Прашање од моја страна. Дали го гледате? Добро. Мака сега. Денес ќе зборуваме за делење на децимални броеви. Ама делење на децимални броеви со двоцифрен број. За таа цел, ќе земеме првиот пример. Го копирам за да можеме на рад да пишуваме. Вие го гледавте и решението. Вака. Пишеме горе за сите. Денеска сме денес не понеделник. 23 март 2020 година. Кого? Не слушнав. Понеделник е... Добро, ќе го коригираме. Се ќе погодиме. Понеделник. Во ред. Ајде, почнуваме. Дали се слушам?
Да. Ете така, еден ни е сосем доволно. Значи, минатиот час зборувавме за делење и кој објаснивме неколку стратегии за делење. Сега ќе продолжим. Сега во оваа задача треба да го поделиме бројот 3,15 стотинки со 90. Сега во овој случај ќе делиме со двоцифрен број. Бројот 90 во случајот нас ни е двоцифрен број, но е содржател на 10. Е содржател на 10. Внимавајте се. А кога, ајде уште еднаш, првиот број е деленик, вториот број е делител. Кога делителот, сега ќе ви пишам, кога делителот е природен број, тогаш задачите се во поедноставниот облик, затоа што, значи, кога делителот е природен број, тогаш делењето на децимален број со природен број е исто како и делење на природен со природен. А тоа е исто затоа што зборувавме минатиот час. Значи, наместо да делиме бројот 3,15 стотинки со 90, ние можеме да го делиме бројот 315 со 90, а потоа целото решение што ќе го добиеме да го поделиме со 100. Делим со 100. Е се. Но, сега ќе се обидиме да направиме нешто малку поинаку. Секогаш кога ќе имате делење, обидете се да си го упростите делењето, на тој начин што во суштина ќе проверите дали и деленикот и делителот можат некако да се скратат. Затоа што има едно правило во делењето кое вели дека количникот на два броеви не се променува ако и деленикот и делителот се помножат или поделат со ист број. Тоа значи, ако Количникот на два броеви не се променува ако и деленикот и делителот се помножат или поделат со исти број. Тоа го користевме кај размер, тоа го користевме кај дробки и секогаш имајте во предвид дека 3,15 стотинки поделено со 10 може да го гледате и како размер. Можете да го гледате и како дробка, која што може да се проширува, може да се скратува. Е се, и рековме, најдобра солуција. Зошто работиме со цели броеви наместо децимални? Например, 3,15 стотинки. Ако го запишам врз 90, за да горе во броителот немам децимален број, можам едноставно да помножам со 100. Во тој случај ќе треба да делам 315 со 9000. Во тој случај ќе делам цел број со цел број, а па нулите ќе си ги додадам. Значи можеме да делиме како било како сакаме. Но сега, ајде да видиме. Повели? што пишува Проширува и скратува. Значи, дробката 3,15 стотинки може да се проширува или може да се скратува. Како било која дробка.
Се. Наставниче? Повели Маја? Наставниче, не ги слуша баш многу убаво. Па тоа е до интернетот, вајда. Дали имате другите проблем таков? Јас имам. Не, јас немам. Значи, Не, е супер. во ред, Јас значи имам пред се е до интернетот. На кој што... Добро, во ред, дечки. Мола? Не се слушате. Не се слушам. Дај да попуштам погласно да биде од кај мене. Еве сега ќе попуштам најгласно од кај мене што можам, па да видим. Сега како е? Дали ме слушате? Значи, ако имате проблем, можно да е проблем и до интернетот. Да. Во ред, еве ве затворам сите. Сега ве слушам. Продолжуваме понатаму. Значи, ако имате проблем со звукот, слободно или попуштајте од кај вас или кажете ми, јас ќе попуштам. Ајде сега почнуваме за да делиме. Во овој случај треба да делиме 315, рековме, со 90, па потоа ќе делиме. А бројот 90 се дели со 9, но да видиме дали бројот 315 се дели со 9. Намерно ви правам стратегии за да ги подсетиме и признаците за деливост. Еден број, значи 9 е делител на 315, ако збирот на цифрите е 9, во случајот е 9. Значи бројот 315 се дели со 9 без остаток. Во тој случај и двата броеви како размер или запишани како дробка можат да се скратат со 9. 90 поделено со 9 е 10, а 315 поделено со 9 е колку? 9 по 3, 27, значи е 35. Значи тоа е 10 врз 35. А да провериме 9 по 5, 45, 5, 4, 27, 4, 31, значи во ред. При тоа дробката 35 врз 10 повторно може да се скрати, овој пат може да се скрати со 5 и ќе добиеме 7 половини. Значи, наместо да го делиме бројот 315 со 90, исто би било да го делиме бројот 7 со 2. Ако поделиме 7 со 2, а знаеме дека е 3,5. Значи, 315 поделено со 90 е 3,5. Но во нашата задача ни се бараше 3,15 да го поделиме со 90. Првиот број се добива од 315 ако го поделиме со 100. Тоа значи дека и решението ќе треба да го поделиме со 100. Во тој случај ќе се навратиме на правилото за делење со број со основа 10. Бидејќи бројот 100 е 10 по 10 или 10 на квадрат, тоа значи дека секоја цифра треба да се премести кај помалите за две места. Тоа значи цифрата што е на единици ќе дојде на десетинки и на стотинки. Значи ќе имаме десетинки, стотинки. Значи тројката ќе биде на позиција стотинки. И решението ќе дојде 0,35 илјадинки. Дали ви е јасно? Ќе решиме уште еден пример. Уште еден пример за да ви стане уште појасно. Значи, продолжуваме понатаму, ќе се вратам назад само да се обидам да ја копирам другата задача. Која што ни е не под Б задачата, 0,035. Его 3,36 стотинки. Молам? Ми текна што не да слуша. Зошто? Ако си набара по телефон, има еден спикер, Ќе се снајде. Значи, Така. ако има спикер, ќе повеќе. Во ред, нема проблем. Ќе се снајдат, пиши му во чет на тој што те праша и ќе му кажеш. Одиме сега понатаму. Значи сега имаме 3,36 стотинки, ќе го делиме со 40. Веднаш треба да знаете дека 3,36 стотинки може да се добие од 336, кој ќе го поделиме со 100.
Значи, вие можете да делите 336 со 48 и потоа целото решение да го поделите со 100. Значи, ние ќе го користиме најчесто првиот дел, или пак можеме од старт да се кратиме, бидејќи двата броеви се парни. Или пак еве да ве подсетам за првиот. 303,36 врз 48. Броителот е децимален број, па ако прошириме со 100, за да го направиме природен број, бидејќи прошируваме и именителот, ќе го зголемиме 100 пати. Се добивме дробка 336 врз 4800. Која што, бидејќи е и броителот и именителот се парни броеви, ќе ја скратувам. Именителот е 2400, а броителот е 1013,168. Бидејќи двата броеви се парни, повторно скратуваме, односно си го упростуваме делењето, тоа е 84 врз 1200. Дробката 84 врз 1200 можеме повторно да ја скратуваме со 2. Имаме 42 и 600. Уште еднаш можеме со 21 врз 300. Сега множиме со 3 и ќе добиеме 7 врз 100. Дробката 7 врз 100 е иста како и размерот 7 спрема 100, или како бројот 7 поделен со 100, а тоа значеше бидејќи бројот 7 е во единици. Кога бројот го делиме, бројот се преместуваше 2 единици во лево. Ако многу кочи, тоа е најверојатно поради интернетот. Ајде да видам нешто што можам да направам јас од моја страна. Ќе го исклучам интернетот, ќе го пуштам мобилниот интернет да видам. Дали сите ученици имаат проблем со кочењето на звукот? Добро. Значи вака, забележуваат, еве сега. Вака сега. Момент, јас ќе го уклучам мобилниот интернет да провериме дали ќе биде нешто подобро. Мобилниот би требало да е нешто побрз, значи може да се изгуби интернет врската, вие почекајте, бидете тука. Ќе се воспостави уште еднаш врската. Ајде вака сега. Конектиран сум на мобилна врска. Сега ќе видиме дали ќе биде подобро или ќе биде полошо од минатиот пат. Имајте во предвид дека денеска имаме рекорд 80 посетители. Ве молам, кажете дали имаме некаков проблем сега. Во ред. Ајде сега ќе видиме. Во ред, јас ве блокирам сега слободно, ако имате нешто проблем, како претходниот пат да провериме дали ќе биде добро. Значи, продолжуваме кај што застанавме. Значи, бројот 7, кој ќе го поделиме со 100. Значи, бројот 7 е цел број. Значи, е 7 цели и како што кажавме, запирката, ако ни треба, е после него. После запирката можеме да запишеме произволен број на нули. Цифрата единици, која ќе се дели со 100, се преместува 2 места кај помалите, значи ќе дојде на позиција кај стотинки. Значи, решението е 0,7 стотинки. Значи, истото ќе го добиевме, доколку на почетокот 3,36 стотинки го делевме со 8 и работевме, ама внимавајте се.
ова решение што го добивме. Значи се обидам да го потенцирам. Решението што го добивме е решението на задачата, затоа што видите како почнав. Ги почнавме со почетните броеви. Значи 3,36 врз 48 или поделено со 48, проширивме со 100, подобивме решението. А горе не делевме 336 со 48. Дали ви јасно? Да. Во ред. Еве сега ќе решим уште еден пример. Еве примерот што го копирав сега. Сега, јас го ставив и решението кое што треба да го добиеме. Ќе го селектирам инака. Значи сега, исто како преđеска. Во овој случај, број 37, дали е прост број овој број 37, ајде да прашам. Дали некој знае? Еве сега ќе појдам да видам. Просто. Зошто е прост број? Зошто овој број е прост? И дали воопшто прост? Кој рече дека е прост? Затоа што не се дели. Како не се дели? Ја реков дека е прост. Добро, зошто? Затоа што се дели само со себе и со еден. Сега. Значи, бројот 30, и ве молам исклучете ги микрофоните. Бројот 37 е прост број, затоа што се дели самиот со себе и со 37. Значи, во овој случај, делењето со делители на 37 треба да делиме или со 1, или со 37. Значи, во тој случај задачата е иста како почетната. Во овој случај, Не гледам ништо, не гледам ништо. о, Ништо не се гледа. Зошто не се гледа? сега некој приклучи од присутните бела табла на која што си пишува, ама јас сега ќе го прекинам тоа. Ништо не се гледа. Сега ќе приклучам, значи некој, Ете го, сега да се гледа. шо например? Нема ништо не. Нема ништо. Значи имаше приклучено, некој, што гледате се? Ништо не. Ништо. Ништо не се гледа. Еве сега ќе пробаме да го средиме. Без проблеми. Се ќе биде трпение. Се ќе се среди. Сега ако се разбира. Во оваа ситуација никаде не брзаме. Полека ќе стасаме кај што треба. Еве вака. Така може си. Гледа. Гледам сега. Добро. Еве сега. Значи сега. Ќе треба, бидејќи не можеме да скратуваме или да единствено што ни останува 22,57. Да го запишеме делењето како дробка, да објасниме зошто. Ако прошириме со стотка, затоа што имаме две децимални места, за секоја децимала по една нула ќе добиеме 2257 врз 3700. Значи сега треба да ги делиме овие два броја. Нема друг начин, освен да си ги поделиме броевите на начин на кој што тоа ни е можно и на кој што го знаеме. Првиот број 2257 е помал од 3700, ќе имаме 0. Кој ќе одземиме, ќе ни остане истиот број и ќе допишеме 0. И ќе спуштивме децимала, која што рековме се наоѓа после седумката и сега делиме. Правилото за најдобар начин, кога делите со големи броеви, е следно. Ги криете цифрите, оставате првата цифра.
Значи криеме стотки. Се прашувате, 22 во тројка, колку пати можеме да го се собере? Значи 22 во 3 оди 7 пати. Но бидејќи овдека е 7, нема да можеме. Ќе провериме еве сега со 6. 6 по 0 е 0, 6 по 0 0, 6 по 7 42, 2 4, 6 по 3 18 и 4 22. 22.570 со 22.200, кој ќе ги одземиме, ќе го добиеме бројот 370. Кога ќе спуштиме 0, оти можеме, нели, рековме дека имаме неограничен број на нули, 3700 поделено со 3700 е 1. Тоа значи дека решението на нашата задача во поделењето е 0,61 стотинка или запишано како број 61 врз 100. Дали ви јасно? Еве го истото решение што е тука. Сега вака. Добро, ајде вака. Овдека има многу задачи. Ќе избериме, еве јас ќе изберам, место вас, задачата број 19 од првиот облик. Кој е тој што го има учено? Ако... Молам? Јас имам учено. Ако... Значи, моите ученици го немаат учено, но внимавајте. Ова не е подготовка и добро е што го следите, затоа што од наредниот час решаваме текстуални задачи со ова и почнуваме со најтешкиот дел од овој дел, тоа се проценти. Наставниче, Молам? дали не можеш да го пратите задачите за да сликаме? Вака задачите кај што беа напишани? Ајде, нема проблем. После мислев на крајот да ви ги покажам. Тие може на крајот? Може. Да завршиме со се, па после ќе се договориме. Значи, часовите покрај тоа што ги следите, наменети се за широката публика, првенствено, затоа и се како повторување, затоа што ова видео ќе оди и на YouTube, кој што сака може да го гледа и не мора да го следат учениците од 6 оделени или од 7 или од 8, може да следат и помали ученици, на кои што ќе бидат обработени постапки за делење. Да, се учи, но ретко каде може да сретнете постапка или техника на делење, поинакво таа што е различната. И тоа е и целта тука. Ова делење. Прво, ако сакате да користите начин на делење, треба да поделиме 20,25 стотинки со 81. Прво, што треба да проверите, пред да почнете да делење, вие никогаш, еве, сега реално правиме муабет, не размислувате кога ќе го видите бројот, што треба да правите. Прво што треба да го разгледате е делителот. Делителот е бројот 81. Че бројот 81 не е прост број како претходниот случај и негови делители, еве исто така како повторување, како можеме да ги најдеме делителите на еден број? Моите ученици ја знаат те табелата за барање на делители. Со техниката на стапче. Така, ете, таа е една техника, а сега ова е друга техника што ја знаат моите ученици и јас поделувам со сите други. Ова е техника на Т техника за барање на делители на број. Техниката е следна. Оваа техника важи за било кој броеви, било кој број на кој сакате да му најдете делители. Од левата страна на Т табелата ги пишувате броевите, значи пишувате, може да пишувате и до кога сакате надолу. Но правилото е, бројот што ќе го запишите, треба да одите до оној број, чиј што квадрат не го надминува бројот 81. Например, бројот 100, 10, е 10 по 10 и е 100, и постапката не мора подолу да се продолжи. Сега знаем 81 делено со 1,
81. 81 со 2 не се дели, оти не е парен. Со 3 се дели, оти 8 плюс 1 е 9. Значи бројот се дели со 3 и тоа е, не е 3, 2, 6, 27. Со 4 не се дели, со 5 бројот не се дели, со 6 да се дели треба да се дели и со 2, со 3, бидејќи со 2 не се дели, не се дели, со 7 не се дели, со 8 не се дели и со 9 се дели. Значи делители на бројот 81 се сите парови како подковица. Е, вака ќе ги напишам. Значи, делители се броевите. 1 и 81, 3 и 17, 3 и 27 и 9 и 9. Значи, делители се броевите 1, 3, 9, 27 и 81. Зошто го правиме ова? Затоа што, ако треба да скратувате, за да си олесните работата, вие уствари треба да барате да скратувате со некој од овие брои. Сигурно нема да скратувате со кецот, би пробали или со тројка, или со деветка, или евентуално другите брои ако може одма. За да се делат со 3 или со 9, збирот на цифрите на деленикот е 9. Значи бројот се дели и со 3 и со 9, па затоа ќе делам директно со 9, ама бејќи со 3, ментално, мисловно е многу побрзо, ќе делам со 3. Бидејќи треба кој ќе работите да се обидувате колку можно побрзо да користите ментални стратегии за тоа да ви е побрзо. Че 81 делено со 3 е 27, а 20,27 поделено со 3 е 6,18, значи останува 22, 6, 18, 45, значи ова е 7, значи, ајде да провериме, 7 по 3, 5 по 3, 15, 5 а 1, 21, 1, 22, 2, 2, 18, 20, точно е. Че сега делиме 6,75 со 27. 6 и 7, 13 и 5, 18. Значи повторно се дели со 3 бројот. 27 поделено со 3 е 9, а 675 поделено со 3 е 2,25. Да провериме. 5 по 3, 15, 5 а 1, 6, 1, 7, 2 по 3, 6. 2 и 2, 4 и 5, 9. Повторно се дели со 3, се скратува со 3. Сега 2 е не се дели со 3, тук имаме 0,22 е 7, 0,75 поделиме со 3. Сега видите, почнавме од некој број, добивме некој број што може многу лесно да го поделиме без да користиме класична стратегија за делење. 0,75 да го поделиме со 3, ќе опишеме веднаш решението. 0 со 3 не се дели, значи е 0, и ќе спуштиме 7 поделено со 3 е 2, 15 е 5. Значи решението е 0,25. Значи секогаш, ако вака ви е тешко со децимални брои, значи секогаш мој совет. Делењето запишете го како дробки. Многу од вас се плашат од дробките, но верувајте е многу полесно. Помножете со 100, направете ги да бидат природни броеви. Сега почнете да користите, затоа првин ги учиме признаците за деливост, да кратите и на крајот ќе добиете 25 врз 100 или 0,25. Чи знам дека на калкулатор ќе го добиете многу побрзо решението, но треба да научиме некоја стратегија за делење, затоа што ќе ни треба многу понатаму. Еве сега, вика, користете класична стратегија за делење и било која друга стратегија во следните броеви. Молам? Не ве слушна, слободно кажете. Наставниче може... Повели ме? Еве сега. Повели? Тука пишува 25 стотинки. Да, 25. Сега да проверам, проверив колку сме присутни. 25, да, 0, 25 врз 100 или 25 стотинки. Или пак тоа е 1/4 како дробка запишано. Значи сега внимавајте. На овој начин, бројот 43 е прост број. Значи стратегијата со кратење, со делители, е скоро и невозможно, значи бројот 43 нема делители. Единствен начин
за да делите е да го користите класичниот метод. Но, и ќе го запишеме како дробка. 8,17 врз 43. Неслајко? Повелете, ви исклучи, само приклучи си кажи. Слушам шумови. Повелете. Што пишува таму кај 20,2? Момент сега да вратам затоа што не гледам. 20,2. Дали го гледаш на екранот сега тоа? Да. Значи 20, вака, овдека, Што пишува дека е 202 до 202, што е тоа Г буквата? не, тоа е вака. Овдека, тоа е бројот 25. Значи 20,25. До него. 202? 200, вака, не е тоа Г, тоа е 2205, затоа што бројот 20,25 стотинки. Кога ќе го помножиме по 100, цифрите што се на десетинка и на стотинка одат во лево кај повредните и бројот ќе стане 2025. И сега бројот кога ќе го скратуваме на претходниот начин, ќе добиеме решение 20 врз 25, 0,25 стотинки или пак на крајот ќе добиете дури и 1/4 само. Дали јасно? Еве сега истото ќе го примениме тука. 8,37 стотинки. Значи 8,17 стотинки го делиме со 43. Повторно, да не работиме со децимални броеви. Ја прошируваме дробката со 100 или веднаш делењето како размерот што ги работевме на училиште. Не го делите, туку го проширувате и првиот и вториот број со 100. И да добиеме 817 врз 4300. Значи, ние сега треба да делиме 817 со 4300. Значи, 817 е троцифрен број, 4300 е 4-цифрен број. Значи, од старт не можеме да ги поделиме. Значи, треба да користиме 0, што е како децимала, за која што рековме дека после бројот има бесконечно многу нули. 8170 поделено со 4300 е 2. Ствари не може да е 2, затоа што е 8600, значи е 1. 4300. Сега ги одземаме. 11 минус 3 е 8, 7 минус 4 е 3. Сега почнува тешкиот дел. 0 спуштаме, значи едната 0 ја спуштивме, сега ова е 0, е втора наред. Сега како да се справиме со вакви ситуации со големи броеви? Исто како што ви спомнав предходно. Пробувате од крајот. Земаме 3 цифри и земаме и овдека 3 цифри. Проверувате дали бројот 38 и бројот 4. Колку пати бројот 38 се содржи во 4? 9 по 4 и 3 е 6, ама нема да земам 9, ќе земам помал број, еве ќе земам 8. Ќе земам бројот 8. 8 по 0 е 0, 0, 8 по 3 24, 4 е 2, 8 по 4 е 32 и 2, 34. 0, 0, 3, 4 и немаме ништо. И 4300. Значи, добив истиот број. Сега, ова е најчестата грешка што ја правите. Пишувате 1. Не. Тоа значи дека кога од земањето го добивате истиот број или поголем број, значи бројот што го зедов овдека не треба да биде 8. Значи ќе го препишам со друга боја. Значи треба да е едно поголемо, тоа е 9. И да проверим. 9 по 0 е 0. 9 по 0 е 0. 9 по 3 27, 7 а 2. 9 по 4 е 36 и 2, 38. Значи не ни останува ништо. Значи, резултатот на нашето делење, значи 817 поделено со 4300 е 0,19 стотинки. Дали ви јасно?
Настолниче, Повели? Да. ме струја. И јас исто со Кико сум... Па вака сега, дечки, реков, лекцијата се снима, кога ќе дојде струја, ќе може да го гледате. Или пак можеш, ствари не можеш. Значи, тоа е тоа, покрај што мора да седите дома, сега ќе мора да седите и без струја. А како ме слушаш тогаш? Ти снимала? Некаде Пуште мобилен интернет. Исклучи го веднаш да не трошиш од интернетот, што тоа ни фали. Ќе гледаш видео снимката, нема потреба да трошиш од интернетот. Ќе гледаш снимката и после. Вака сега. Гледање. До гледање. Значи вака сега. Еве ги задачите. Ќе појдам. Молам? Ке снимала ставаше струја? Некаде, значи Бе, Јана и Кико, мислам некаде наваро снемало струја. Па добро. Вака. Овие се задачите. Направете print screen, screen clip, како сакате направете. Овие задачи јас ќе ги напишам и ќе ви ги поставам. Знам дека може да се решат на калкулатор. Вака, Наставниче, повели? можеш да малку погоре да одите да ги сликаме цели? Вака сега, јас можам да го намалам екранов. Вака, да одзумирам и да го гледате цел екран. Ама тогаш ќе биде многу поситно. Вака. Еве ги сите задачи. Наставниче, Молам. наставниче, кој победи на квизот? Не е квизот Кахут, ама добра идеја ми даде. Ќе се обидам, ако не за утре, за други ден. Еве вака, бидејќи... Победи ти имаше, затоа ја ги решив си. Ако браво, убаво за тебе. Има квиз, сите имаше неколку повеќе што се суиспрои поени, но денес ми даде добра идеја. Ќе се обидам за утре, ама не ви ветувам, ама ви ветувам за други ден. Слушнете само момент. Одлично, супер. Да се слушнеме да ви кажам нешто. Бојана после Дали ќе... ги проверите визовите на гостините? На гостините сами се ги проверуваат, затоа што кога ќе кликнете Submit, ги гледате резултатите. И може и сами да се видите. Значи така ќе ги правам од сега квизовите, за да можат гостите да си ги гледаат сами резултатите. Одмah кога ќе кликнеш на Submit да го видиш резултатот на квизот. А јас можам да ги гледам на секој поединечно. Кај што сте напишали. Вака сега. Значи ми даде еден ваш ученик многу добра идеја. 26 од 28. Добро, одлично. Слушнете ме сега. Ако не утре, тогаш други ден. Последните 10 минути од часот, јас на белава табла ќе ви напишам код и тогаш ќе се надпреватува на вистина пред вас. Ќе ви напишам код и ќе направим една Кахут игра. Сигурно сте слушнале. Тогаш ќе имаме надпревар да видиме кој ќе победи. Линкот за Кахут квизот може да го споделите на било кој што сака да го одговара. Тој ќе се одговара ако не знаете со помош на еден линк и таму се оценува и брзина на одговарање. Па затоа ќе... Ама тоа ќе видиме утре. Дали ги препишете задачите? Да, ќе биде оставен за сите. Овие задачи ќе бидат направени. Вака, дечки, еве, доста е за денес. Вака, сега да се договориме. Од наредниот час, сега ќе ви најавам, ајде, да ги отворам задачите. Некој праша, да знаете, пред се тие што се гости. Значи, наредниот час имаме текстуални задачи. Тоа се овие задачи. Има вкупно на број 14. Еве оригиналот кој што се преведувани. Овие задачи, повторувам за сите што слушаат, се обработуваат според оригиналната англиска книга за 6 оделение, по која што е правена нашата програма. Значи, задачите ќе изберам од овие 12 или 14 задачи, ќе изберам за часот 5, останатите ќе бидат направени во квиз за вас за решавање. Бидејќи со тоа завршува оваа подтема. Исто така задачите што се од предлог тестот, еве го гледате предлог тестот, кога ќе го видите видеото, намерно ги лизгам на YouTube, за да може да ги препишете. Еве уште еднаш ќе поминам, полека, и ако треба и ќе ги застанам, ама тоа ќе зборувам утре. Еве ги едните задачи. Еве,
Другата задача? Ќе го... Ми рековте ти толку денеска. Не, реков толку само да се договориме за едниот час. И што не следи, затоа што да знаете да си планирате оние што се гости. Со тоа завршуваме. Потоа, почнуваме делот, врската помеѓу дробки, децимални броеви и проценти. Тоа е овој час овдека, околу што почнуваме дробки, децимални броеви и проценти за прв пат, а потоа имаме дело цело, што некои го учеа, некои го немаат учено и ќе завршиме на крајот со проценти. Значи ова треба да го работиме со проценти, треба да завршиме на крајот на идната недела. Значи не на оваа, на идната недела, бидејќи според најавите сигурно ќе седиме до дома до тогаш. Значи ќе завршиме и со проценти. Тоа се однесува за моите ученици и за сите гости. Со тоа денешниот час го затворам. Ве поканувам вечер, ако некој пропушти да го гледа, овој час ќе биде објавена снимка од него, па се гледаме утре. Во истото време, на истото место, ќе пратам линк како и денешниот, во календарот ќе може да го најдете. И благодарам на сите, па се гледаме утре. До гледање. До гледање. Здравије.